Ревидирана позитивна листа со нови 87 лекови, укинување на економските директори во јавното здравство, нова компресорска станица на клинички, 600 вработувања на приватните специјализанти, реновирани оддели во повеќе здравствени установи, нова опрема во клиниките и болниците, план за враќање на докторите од приватното во државното здравство. Ова се само дел од сработените проекти на министерот Арбен Таравари за 100 дена раководење со овој сектор. Тој натаму стои цврсто позади планот кој неговите претходници го ветуваа со години, а тоа е 2 катни гаражи на клинички, но и спојување на скопските клиники во еден центар со кој ќе раководи еден или неколку директори. И гаражите и да се изградат 2 катни гаражи најмалку, односно плюс 800 до 900. Тука е бројката дополнително паркинг места. Моментално на клинички центар има 800 паркинзи, вака би имало некаде над 1600 места за паркирање, што мислам дека ќе биде многу по-релаксирано за сите тие кои што работат и кои што доаѓаат како пациенти. Таравари најави вработување во здравството, каде што до крајот на годината ќе бидат вработени 1200 здравствени работници кои биле со договор на дело, потенцирајќи дека најнеопходни се медицинските сестри, но и откри дека владата ја тргнала забраната од претходната власт за докторите да не можат да се вратат од приватно во државно здравство. Според него тоа е чекор напред за да се подобрат здравствените услуги. Пред 3 недели го поминавме на влада да се тргне таа забрана и сега подготвуваме правилник во Министерството за здравство. Не може сите доктори, туку само докторите кои што се специјалисти. И тоа да бидат кадри кои што се докажани, кои што во одреден период си заминали и сега гледаат некаква надеж во јавното здравство и сакат да се вратат. Само кај мене се јавени околу 10 доктори, колеги, кои што се врвни стручњаци во нашата држава и кои што полека почнуваме да ги враќаме. Министерот говореше и за долгите листи на чекање за хирушки операции, кои дополнително се влошени поради проблемот со компресорската станица на клиничкиот центар. Според сведочењето на дел од пациентите, на државно по неколку месеци, а некои половина година, чекаат слободен кревет за операција која не е итна, ама поплана или во неработен ден може да се најде термин за интервенција ако си платат приватно во истата јавна здравствена установа. Таравари за ова кажа дека ќе се контролира колку операции вака се извршуваат и дали има злоупотреби, затоа што во минатото доктори од јавното здравство оперирале во приватните болници.